ден, спортски поздрав и денес упатуваме директно од студиото на телевизија Нова. Се е подготвено за новото издание на емисијата Индирект. Ќе поразговараме повторно на интересни теми заедно со нашите гости од областа на спортот, се разбира. За почеток ќе се осврнеме на ракометот. Имаме фантастични гости. Да откриеме, Злате? Девојките се пласираа на Европското првенство. Кон крајот на јуни ќе се одржува во Словенија. Токму така. И мајка и на Ања Така. беше најстраствената навивачка на трибините во спортско-рекреативниот центар Кале. Сите аплаузи, целиот фокус на јавноста го собраа Ања и Милева Велкова, но тука заедно со нас ќе биде и Леонида, ќе ни раскажат за нивното патешествие и начинот на кој што, ама буквално не израдува. Токму така, а секако тука се оние останати гости кои што ќе ви ги за кои што ќе ве информираме нешто подоцна, секако во вториот и во третиот блок, но ајде најпрво да се осврнеме на спортските содржини и на новостите од областа на спортот. Тука е нашиот колега Бранко Илиевски. Бранко, добар ден и за тебе. Добар ден. Еве, започнуваме со ново издание на емисијата Индирект и секако ќе ги следиме резултатите на најинтересните фудбалски првенства пред се. Секако супер интересно треба да биде и неизвестно и во првата фудбалска лига, каде што се игра градското дерби меѓу Вардар и Работнички. Во моментов можеме да видиме како изгледаат резултатите на почетокот од првиот дел. Надпреварите започна од 15 часот, значи од прилика 20 на минути игра. Шкупи води против Пелистер 1-0, Силекс исто така со 1-0 против Ренова. На дербито Вардар Работнички, како што најавив, неизвестно 0-0. За сега по 20 на минути игра Шкендија оправдува фаворитската улога против Македонија Ѓорче Петров. Во шпанското фудбалско првенство веќе се одигра еден надпревар закажан за денеска. Севиља Спортинг Хихо 0-0. Реал Мадрид го пречекува Алавес секако со фаворитската улога, затоа што кралскиот клуб е лидер во Шпанија. Валенсија се среќава со Депортиво Ла Коруња од 18:30, додека Гранада е домакин на Барселона, која е втора и која нема право на грешка на ова гостување, во кој е апсолутен фаворит. Што се однесува до надпреварите во англиското фудбалско првенство, полувреме на мечот Свонси Мидлсброу 0-0, а дербито се игра од 17 часот Арсенал Манчестер Сити. Во третиот блок ќе ги следиме измените и головите, доколку ги има од овој меч ќе ви ги емитуваме во живо во текот на емисијата. Во Италија, интересно, денеска 30-то коло, еден надпревар заврши со резултат 2-2 Торино Удинезе, Дженова Аталанта 0-0, Пандев за жал е и натаму на клупата за резервни играчи, Фиорентина Болоња 0-0, Палермо Каљари 0-0. Во стартната постава на Палермо двајцата наши репрезентативци Несторовски и Трајковски. Бане, ке те прекинам кога споменавме дека и Трајковски и Несторовски се во првите 11 на Палермо. Несторовски носи дрес со број 30, еден повозрасен господин во Палермо, има кафуле кое што се вика 30 и секогаш кога ќе постигне гол, Нестор гол, го части целото кафуле. Дај Боже денеска да направи 3 серии. Хет-трик да слави Несторовски. Така, нека има за частење. Значи, Палермо Каљари 0-0, за сега Киево Кротоне 0-0, а изненадување на мечот Пескара Милан 1-0. Како што најави Маријана, во првиот блок и Златко, во првиот блок ќе разговараме и на тема ракомет, а денеска се игра и големото ракометно дерби меѓу Металург и Вардар во плейофот во Суперлигата. Ќе биде интересно, иако Вардар е секако голем фаворит, но ривалството и натаму останува. Очекуваме добар меч попладнево од 18 часот, па предлагам да слушнеме и најавата. Ракометарите на Вардар доминираат во меѓусебните дуели со Металург во изминативе 2,5 години. Црвено-црните славеа на последните 6 градски дербија, вклучувајќи ги и двете овосезонски пресметки во СЕХА лигата. Иако Вардар моментално е далеку поквалитетен тим, металурзите одиграа одлично на последните две средби. На првата пресметка како домаќини во Борис Трајковски загубија со само 1 гол разлика или 24-25, а во Јане Сандански беше 31-29 за Вардар. Металург последен пат го совлада Вардар на 17 декември 2013 година во рамки на СЕХА лигата, и тоа како гостин со 21-22.
Актуелниот првак на Македонија има страшно добра сезона. Во Лигата на шампиони се пласираше директно во четвртфиналето, откако финишираше на првото место во својата група, а и во сеха лигата го освои првото место во регуларниот дел од сезоната и ќе игра на завршниот турнир што ќе се одржи во Белорусија идниот викенд. Металург исто така се надпреваруваше во Лигата на шампионите и сеха лигата сезонава. Во елитното надпреварување не ја мина групната фаза, а во регионалната лига финишираше на 8-то место на табелата. Вардар 3 пати поред ја освојува шампионската титула во домашното првенство, а и оваа сезона е најсериозен кандидат да дојде до трофеот. Со оглед на моменталниот квалитет на во ростерот, тимот од Јане Сандански е апсолутен фаворит против Металург, кој пак пролетва е значително ослабен со неиграњето на Филип Талески, кој замина во редовите на Рајн Некарлевен. Најважниот ден од вашиот живот нека биде совршен. Свадбената веселба е спојна радост, безброј емоции и моменти на среќа кои траат вечно. Центробизнис ги нуди на располагање големата и малата сала за вашата свадбена веселба. Богато мени, луксузно опремен и пријатен амбиент со врвна услуга за свадба од соништата. Хотел Центробизнис Виница. Елит Стейкхаус, омилено место за љубителите на гастрономските задоволства, каде секој оброк испреплетува живописна низа од чувства. Менито нуди избор за сечи вкус, а врвот на задоволствата се вистинските американски бургери, стекови, ребра, пилешки крилца, ракчиња, во кои крцкавото се меша со сочното, миризливото со вкусното, послужени по теркот на најлуксузните ресторани во светот. Првиот стейкхаус во Македонија, во склоп на хотелот Елит Плаза до универзална сала во Скопје. Елит Стейкхаус. Ве очекуваме. Дојде пролетта, пристигнаа на сметките. Време е за поточиња! Најновото издание на вашиот омилен детски фестивал Поточиња на 8 и 9 април во Македонската опера и балет. Представите се од 11, 13 и 19 часот. Билетите се во продажба на билетарата на МОБ, Југотон и касата на универзална сала. Бидете дел од најубавата детска приказна. Драги наши гледачи, во друштво сме со Милева Вилкова, поранешен пикер во шампионскиот клуб Кометал Ѓорче Петров, со кој што го освоија европскиот пехар, се разбира, и наша позната ракометарка, сега веќе ментор во спортската академија, како што најавивме, тука е заедно и незината ќерка Ања Вилкова и Леонида Гичевска, млади, но големи ракометни надежи кај нас. Добре ни дојдовте. Добро ви најдовме. Фала ви што одвоивте време, што сте во нашата емисија. Како што кажавме со Злате, ќе ни раскажете буквално се, каква беше атмосферата, нормално кога ги победивте Фарските острови и со тоа нели обезбедивте и пласман во европското првенство што ќе се случи во Словенија во јули и август. Честитки, да. Така е кога имате славна мајка. Сите аплаузи, сите погледи беа вперени кон Ања и кон Милева и начинот на кој што Милева и честиташе на својата ќерка. Како го доживеа Милева моментот кога беше крај, кога веќе гордост и слава, радост кај ракометарките на Македонија и пласма на европско првенство? Знаете како уште од Рајн, од Сабајле трептеше у мене некаква нервоза, исто кога нели беа значајни утакмици за мене, пошто знаев дека ова е значаен ден за цела ракометна јавност. Палермо води 1-0 со Каљари. Поготово за девојчињата, пошто 11 девојчиња сте од кај нас од спортска академија, меѓу нива нели и ќерка ми, и имав голема желба. Им посакував тој пласман, пошто долго години више ни една помлада ракометна селекција, барем што се женски тиче, се нема пласирано на неко големо такмичење како што се европски и светски првенства.
Така, споменавме во најавата, јас сега морам да се навратам на многу години наназад, кога ги победивте, односно кога го освоивте европскиот пехар. Знам, паметам дека беше навистина одлична атмосферата во Скопје, на самиот плоштад. Јас бев дел од големата прослава. Сакам да започнеме малку од таму и потоа повторно ќе се навратиме на успесите на младите ракометарки. Чисто само какви спомени имате од тоа време? Беше навистина фантастично и сите оние кои што можеа да го доживеат сето тоа, веројатно носат убави спомен. Како вие го доживувате сето тоа? Значи на 19 мај ова година ќе биде 15 години од освајање Лига шампиона и од ние бевме изолирани, бевме на средноводно сместени као екипа, меѓутоа и ако сакавме да избегаме од целата бука и све што се случува, не можевме, затоа што поедини дел навијачи дојде и горе и од рани сабајни часови ние слушавме песма Се ореше кометла шампионе, така да кога се спуштавме, беше пред утакмица надоле, гледавме колони луѓе како одат и како се враќаат од Кале, пошто сат и пол пред утакмица 2 ни рекоа дека врата од Кале беа затворени, пошто не можеше више да се пушта публика внатре, беше преполно. Многи луѓе, па чак и кум мој Зоран Кастратовиќ има останато пред врата, не можеше да влезе внатре ако имаше карти. Сопругот на Индира? Да, не можеше да влезе и се врати дома и од дома има гледана утакмица, значи. Ова не сум го знал. Да, стварно се случило така, пошто многу народ имаше и многу луѓе остана надвор. Сега, ако направиме една споредба од тогашното и сегашното време во однос на атмосферата што владее на трибините, има разлика? Ми споменавте пред малку во кафулето дека знаете како не се исти времињата. Не се исти времиња, да, не. Ние како почнуваше загревање за утакмица и до задни свиреж онај него одсвири судијата, кај нас на трибини се навијаше, барем за Комет или за македонска репрезентација збором, во време кога игравме ние. Значи немаше период да некој почне да викне јави се Јужна или јави се, значи ние како стапнувавме со патики на терен, така више почнуваше да се навива и док, као што кажав, до последни свиреж на студија се слушаше навијање од трибини. Значи ни една секунда малте немаше да не ечеше сала од навијачите наши. Каква беше атмосферата ева сега, непосредно пред мечот со Фарските острови? Какво беше расположението во тимот? И нормално, еве, може и Милева да ни каже каква беше атмосферата генерално во самата сала. Сите бевме многу мотивирани, сите сакавме да направиме успех, да се пласираме на едно европско надпреварување кое што навистина треба на нас, на македонците, како прво, затоа што женскиот ракомет е стварно затаен во моментот. Сите сакавме да го подигнеме. Да. И не само што ги победивте Фарските острови, тука беше селекцијата на Молдавија. На Молдавија, да. Прво, например, со Унгарија првата утакмица не се фокусиравме толку, затоа што тие се трети во Европа, со самото тоа ние како бевме неоткажени, ама повеќе се спремавме на Молдавија и на Фарски острови. Очекувана беше победата врз Фарските острови? Врз Фарски не, од самиот собир, првиот тренинг, ние се фокусиравме најмногу на Фарски острови, за Молдавија не бевме толку. Добро, селекторот добро ве подготвил. Аталанта води со 2-0, 32 минута. Така, ги следиме над преварите. Да се прекинуваме понекогаш во... Така, и па можеме да видим, имаме и видео, Злата, имаме и видео токму од финалниот меч со Фарските острови. Еве, како, впрочем, вие сте се израдувале на крај и тие солзи радосници да ги погледнеме, така. Ако се е подготвено од режија, можете да го пуштите и видеото, а ние ќе го искоментираме и сега ќе си продолжиме со разговорот. А ова се фотографиите, така да. Ања, тешко е да одиш по патот на твојата мајка? Сите знаеме каква кариера имаше и Милева и твојот татко Ане Велков, кој што беше ракометен голман. Не е тешко, мислам, го сакам ракометот исто како и моите родители. Доста многу се радував кога ги гледав и они како играат
И тоа беше една голема мотивација и јас да почнам со... Зошто не стана голман тогаш? Па, можеби поише се пронедав на оваа позиција и... Пикерската, истата позиција како и мајка ми. Не знам, ме мотивира премногу за да бидам исто како нејза, ако не и подобро, што и сите го бараат тоа. Така да... Таму е, велат, најголемата борба на таа позиција во 6 метри. Има гребење, штипење... Кјотек се јаде? Да, после секој тренинг или надпрва и да ме модри дома, што стварно не изгледа убаво за една девојка, што би требало да зикам. Сепак. Милева, сега откако се пласира на Европското првенство кое ќе се одржува во Словенија, постојано во јавноста има еве новата Милева, еве новата Велкова, еве новата звезда во македонскиот ракомет. Тешко е да се носи едно младо девојче кое нема ни 18 години со таа титула, условно, бидејќи се уште многу рано да ја ославуваме како новата Милева Велкова. Знаете како, многи луѓе покушаваат да ја успоредат со мене. Тоа е нереално. Значи, ја има 18 години, јас во Македонија дојдов како југословенска репрезентативка со 23. Значи, веќе бев играч кој позади себе имаше некоја ракометна кариера. Ања е на прва скала. Значи, има уште многу скали да се накачи горе, да би постигла нешто во ракометот. Ако тренира вредно, ако го посвети свој приватниот живот на спортски терен, тогаш ќе има успех. Како мислите приватниот живот на спортскиот терен? Затоа што сега кога си спортист, приватниот живот на спортскиот терен, Ања и направи вака на Леонида. Дека нема време за... Значи, они не се свесни дека мора да се откажат многу, значи свој приватни живот да стават у вториот план, да би направили ракометна кариера. Ма ти реков да станеш голман. Значи, тоа нема никаква врска со позиции, него они сега гледат више тие зрели играчи кои се оформени, како потпишуваат големи договори и све, а не се свесни колки пат треба да се помине да би се достигло до таа целта. Значи, више од сега, и викам, треба повише сон, помалце на интернет, повише работа на тренинг, да би се стварало нешто. Ама и ги гледаме големите звезди кои сега се во женскиот и во машкиот ракометен клуб Вардар, постојано се на чекор до големи титули, постојано гледаат како се однесуваат и на тренинг, и на надпревар, и во приватниот живот. Веројатно тоа е пример за сите млади ракометарки. Да. Кој ви е идол? Тешко прашање. Секако мене мојата мајка ми била идол од секогаш. И Леонида, од кога најмногу учиш? Од кога најмногу крадеш финти? Прво од татко ми. Поголемиот дел тоа што го имам сега е од татко ми и тој тренирал ракомет. И во женскиот ракомет ми е Кристина Неаго од Будучност, од Романија, игра во Будучност. Колку пати не имаат победено во овие 3-4 години, мене би ми било. Леонида, ти започна на 7 години да започна се занимаваш со ракомет. Зошто баш ракомет? Дали може би твојот татко имаше голем удел во сето тоа? Како што кажа, тој е твој идол. Да, јас сум од Свети Николе. Свети Николе е ракометен град. Да, и спорт број 1 е ракомет. Кира Лазаров, Гордана Нацева. И татко ми беше ракометар. Сестра ми цело време бе во сала од мала. Они тренираа, ја трчкав од страна. Со топка цело време од мала и така почнав. Од секогаш те привлекувал ракометот, без колебања си се одлучила за овој спорт. Не си размислувала никогаш? Внимавајте сега, бидејќи играте во Вардар. Вардар води против Работнички со 1-0, 39-та минута. Фудбалското дерби од првата лига, 24-то коло. Така, не си размислувала никогаш, никогаш немам пробано да се занимаваш со друг спорт? Ти започнала ли никогаш со друг спорт, па потоа никогаш немам пробано друг спорт да се запишам и да тренирам, ама сум играла кошарка, фудбал не ме бива стварно. А следиш ли фудбал? Не, обожавам уопште. Добро, ќе го следиме надпреварот од 6 часот што започна нормално ракометниот надпревар помеѓу Вардар и Металург. Сега знаете, девојки, дека кренавте летвичката, веќе сте на Европско првенство, пласирани, тоа износи поголема одговорност кај сите вас. Подготвени сме за тој предизвик? Па се спремаме моментално сега за сето тоа. Сепак и ова Европско првенство не треба да ни даде до знање дека сме
имале дека сме направиле нешто многу поише него тоа што ќе го покажеме таму е пред се главното нешто за кое што ние треба да се спремаме. Да. И мислам дека не треба да се ослониме на тоа дека сме се пласирали и сега сме направиле нешто многу големо. Да, е големо, е предизвик, нов е успех за нас, но сепак ние треба поише сега да се фокусираме, бидејќи навистина не е лесно, не се и лесни репрезентациите со кои што ќе треба да се соочиме, но мислам и верувам во моите девојки и другарки и колешки дека ќе успееме барем да направиме нешто повеќе од пред 2 години. Милева, ние како јавност постојано низ годините бараме нова Велкова, нова Индира, нова Гордана Нацева, нова Валентина Радуловиќ. Постои ли талент, квалитет во овие девојки да израснат во големи ракометарки, во големи играчи? Па ја мислам дека постои. Дека постои баш због тога што сакаме да створиме млади надежи, пошто верувавме у тоа, на основ тога и формира ново средно училиште за спортска академија. Шеста генерација, да, ќе се упише ова година, каде се трудиме да селектираме најдоброто тоа што е во Македонија. Само тоа дека ние 11 репрезентативки имавме сега меѓу девојките кои се бораа за европско првенство. 11 репрезентативки од класот кој што го водите? Од спортска академијата, да. 3 девојчиња беа од мој клас, значи од 2 година. Значи, да тоа што ние работиме у спортска академија полека дава резултат. Значи, тренизи кои имаме од Сабале како наставна програма и плюс тоа што има и уште еден тренинг они у свој клуб, мислам дека направивме многу. Полека резултат доаѓа. А со само тоа сега имаме кај нас за кадетска репрезентација светско првенство, каде пак ќе бидат доста главни костуми, мислам пак ќе носат девојчиња од спортска академија. Битно не се преклопуваат првенствата или се преклопуваат за да немаме... Мислам дека тука ќе имаме ова година Леонида да оди во кадети, а Ања да оди на... Не може, значи генерацијски 2000-то е кадетско, а 98 е младинско. Меѓутоа имаме проблем. Девојчиња што бранеа за младинки се кадетски репрезентативки. Ама е уште една потврда. Ти реков стани голман. Значи ќе имаме малце проблем ако не се опорави девојчето што е повредена Нина Владева, не знам како ќе. Не е моја, има и тука селектори, па нека мислат. Нека му ја мислат. Нека му ја мислат. Вардар и Металург играат во 18 часот. Вие сте поранешни ракометарки на Металург, сега во Вардар и сега симпатиите веројатно се за Вардар. Леонида? Јас тренирам во Металург. Значи Леонида ќе најава за Металург, ти за Вардар. Не. И двете за Вардар. И двете за Вардар. Еве го погодокот на Милан за израмнување на 1-1, 41 минута. Милева, овој Вардар, збориме за жените, за сениорскиот тим. Оваа година веројатно е do or die. Земи или остави за шампионската титула во Лигата на шампионите. Имаме квалитет да го направиме тој толку посакуван чекор? Па се надевам. Затоа што во изминатите 3 години ни фали тој толку посакуван последен чекор за да ја освоиме шампионската титула. Ја им посакувам да ја освојат. Само толку? Само толку. Затоа што можеби Индира веќе не е во... Не, нема врска тоа. Клубот на тренерската позиција? Не. Значи, последни 3 години, значи прва година како сама беше трета. Втора година како советник до Незе беше трета. Трета година со советник до Незе беше трета. Значи, исти успех, така? Значи, можеше, трета ке беше и без тие совети. Јас верувам во Незе и знам колку може она. Сега рековте дека ќе има 15 години од освојувањето на шампионската титула на Кометал Ѓорче Петров. Се собирате, се дружите приватно? Па ние се приватно дружиме. Имаме забави, нели, роденски забави на нашите деца. Еден период почевме и да се секоја среда сусркеме ние баш само ракометарки, меѓутоа со обврски некои престанавме, не ја сама не знам зашто престанавме. Се собираме, да, на 5, на 10 се надевам и ова година на 15 години дека ќе се собереме пак, дека ќе зборевме нешто со
спонзорот бившиот наши газа, нели Трифон Костовски, он има желба да на 15 години не собере пак сите тука, да дојдат сите девојчиња и да направиме една прослава, чисто да го бележиме денот кој е влезен нели во ракометна историја во Македонија и уште никој не успее да додаме уште некоја дата. Се надевам дека оваа година ќе успее тоа на Вардар, ако не има следна, па ќе се надеваме. Ако не, па и на мажите. 10 години чекавме да ја освоиме титулата. Па добро, да, Иве, 10 години чекавте да ја освоите титулата, ама ако се навратиме, тоа да ја освоите во 2002 година, ако се навратиме неколку години наназад, во 97-ма, каде што ги браневте и посебно вие ги браневте боите на македонската женска ракометна репрезентација на светското првенство во Германија, каде што го освоивте 7-то место, 24 селекции. Да. Сега, отидовте како аутсайдери, а се вративте како тим за кој што си Тоа беа денови на гордост и слава. Веројатно, вие само на фотографии или на снимка сте ги гледале тие моменти кога ја победивме Данска? Данска. Данска беше. Данска беше, не знам, се сеќам дека во собликувална, знаете како играте прво светско, нели, не знаеме што играме со Данска, Данска важи за фаворит и свативме дека уствари ние немаме што да ја загубиме, нели? Ние идеме да изиграме растеретено. Што ќе направиме? Идеме на победа. Се смееме едно време со облекувала, но како почна утакмицата, оно 9-1, 9-2 за нас. Мислам дека Данска беше у шок, пошто ние стварно игравме растеретено. Ања сакаше да дава голе, меѓутоа не ја дозволивме многу. За Ања Андерсен. Да, Ања Андерсон. По незе е крстена Ања Велкова? Не, друга приказни. Значи, незе не дозволивме, она беше играч кој многу лесно се нервира. Чим незе изфрливме од колосек, после не беше многу полесно. И више на крај кога ние имавме сила, сва среќа имавме голема разлика, па на крај пак заврши победа. Ние сме едина репрезентација што има победена Данска 97 на светско првенство. Ете, девојки, ова да ви биде пример. Немаме што да загубиме, даваме се од себе, па што биде. Така, однесувајте се на срце на терен. И точно е дека сте заиграле на теренот македонско девојче? Да, точно. Ето, така се слажа. Од тогаш се прослави македонско девојче и знаете што е интересно, јас кога идам у Србија, мене ми пеат македонско девојче. А вие од година? Се уште секој летен период го користите за да одите во Војводина? Па користам, да. Кога имам можност, меѓутоа обврски сега како почнав да работам и у просвета, све помалце слободно време не има. Имам и моја школа, имам убави кампови каде посеќувам. Тренер сум на еден меѓународни камп више со години, така да све помалце имам слободно време да би могло многу више времена да посветим тамо. Меѓутоа, задоволна сум со своја работа, задоволна сум со овие девојчиња што се со нас у спортска академија. Така да. Колку е тешко да го тренирате своето дете? Знаете што, многу е тешко. Ја прв момент кога на Ања беше тешко. Значи она ме секогаш викаше ти си 7 маќиха, а не една. И прв пат кога почувствував дека попуштам спрема незе како тренер, реков време да се заминеш од мене. За тоа си ти во репрезентација. Значи најголемиот критичар е твојата мајка, од друга страна имаше најголемата поддршка токму од неа. Може би најдобриот учител. За критики секогаш биле позитивни. Све само да успеам. А секогаш била мотивација за мене. Никогаш не дошла со намера да ме оптерети за игра или да ми каже вака требало, онака требало, не ова, не она, него секогаш како поддршка и да каже само да ми каже каде ми се грешките за да не се повторат. И да се повторат, но на повторно ќе ми помогне за да ги совладам и немало коментари од типот како можеше ова да го промашиш. Па и она самата е спортист, знае валјда колку влијае тоа врз еден играч, врз неговата психа и како треба да се однесува спрема другите, така да никогаш тоа го нема направено. Ето. Значи сега се подготвуваме сите и одиме заедно на Европско првенство, да, во Словенија, супер. Да навиваме. Злата и ние ќе одиме, што да правиме? Така и треба. Стискаме палци. Стискаме палци. Пред да почне ова квалификација за Европско, нели пошто многу време поминуваме заедно, пошто и нели у школа сме заедно и викам немате што да се оптеретувате. Кога виде тешко, ние сме горе на трибини. Значи секогаш ќе бидеме ваша поддршка, само тоа што работите секој ден, тоа што го работите, викам да го покажете на терен.
благодарение на тоа, пошто не се сите деца од Вардар, што прва постава беше уствари Вардар и Металург, благодарение на тие тренизи што се у Академија, а у Академија работи сега и селектор на кадетска репрезентација Јулија Црвенковска, значи благодарение на тие тренизи што се деца секој ден заедно, допринесе многу да селектор може полесно да ги направи некои тактики у одбрана и напад, пошто тие деца се знаат. Значи пак 4 години заедно тренира. Значи они 4 години оде у исти клас, 4 години поминува заедно, значи пак тоа нешто кажува дека има резултати. Тоа е и клучот за успехот, да бидат екипа која што веќе долго време функционира и се познава и функционира заедно, како едно. Девојки, ви благодарам што бевте во телевизија Нова, во Индирект. Искрено ви посакувам многу голови, многу успеси, да не израдувате на Европското првенство и здравје Боже. Немој да се плашиш од тежината на Милена, ракометната тежина на Милена Велкова. Да не ме сватите погрешно. Ви благодарам што бевте во Индирект во телевизија Нова. Сега да направиме еден краток преглед на надпреварите од 24-то коло. Прва Македонска лига, Шкупи Пелистер 1-0, Силекс Ренова 1-0, Вардар Работнички 1-0, Шкендија Македонија Ѓорче Петров 4-0, значи на 4 надпревари водат домашните екипи на надпреварите од 24-то коло во првата Македонска фудбалска лига. Реал Мадрид игра за 25 минути против Алавес во надпревар кој мора да го добие, бидејќи е огромен фаворит. Севилја го заврши својот надпревар против Спортинг Хихон 0-0, Валенсија Депортиво играат подоцна, Барселона гостува во Гранада во 20:45. Реал Мадрид против Алавес, Реал е на +2 во однос на Барселона, но битката за титулата е отворена и мора да ги освои 3 бода кралскиот клуб, доколку сака да остане во битка за шампионската титула. Го гледаме прилогот кој што се однесува на Реал Мадрид против Алавес и се враќаме назад во студиото. Реал Мадрид е на врвот на табелата во Примера и за да остане таму со сигурност и по викендов, тогаш му треба победа против Алавес. Тренерот на кралевите Зинедин Зидан за овој надпревар реши да го одмори капитенот Серхио Рамос и да му даде неколку слободни денови. Рамос ке одмора и тоа е тоа. Одлуката е моја. Тој сезона одигра многу надпревари. Секој фудбалер ми е важен и Серхио ќе го прескокне овој надпревар за да се одмори. Реал Мадрид нема поголеми проблеми со повредите кај фудбалерите. Сите се во стројот, а освен Серхио Рамос против Алавес нема да настапи и Касемиро, кој е суспендиран поради жолти картони. Гостите ќе бидат без фудбалерот од средниот ред Маркос Љоренте, кој не смее да игра против кралевите бидејќи е поземен токму од овој клуб. Алавес по враќањето во шпанската елита стигна до финалето на шпанскиот куп, а во првенството славеше нагости кај Барселона, а кај Атлетико Мадрид освои бод. Вистина е дека победија на гости кај Барселона и ремизираа кај Атлетико Мадрид. Оваа сезона играт на вистина добро. Знаеме дека ќе бидат комплициран ривал за нас, но ние сме подготвени. Имавме доста време да се подготвиме за овој надпревар. Ете, го слушнавме Зинедин Зидан, тренерот на Реал Мадрид, кој никогаш нема да стане тренер на Барселона, барем така изјави вчера. Денеска играат против Алавес, го следиме и тој надпревар. Се годиме со најновите вести на телевизија Нова и одново се враќаме со Индирект по 15 минути по 16 часот.